Едно со Христа и со Отецот носеа наслов се уште. Утретите стихови за целиот месец јуни. Како е можно да се биде едно и со Христа и со Отецот? Самиот Христос се молеше за тоа единство, велики тие да бидат едно како што? Како кој? Како што Он и Отецот се едно. Така. Како што и сега објаснува како се они двајцата едно, се сеќаваме? Како што си ти во мене и јас во тебе. Како што Отецот е во Христа и Христос е во Отецот. Го разбирате тоа? Како е тоа можно? Тоа е можно само на единствен начин. Тоа е можно само преку Светиот Дух. Едно со Христа и со Отецот. Има многу текстови во Библијата каде што се споменуваат само Отецот и Синот. Па и многу текстови во списите на Елена Вајт каде што се споменуваат само Отецот и Синот. И мнозина површно читајќи мисля, па го нема Светиот Дух. Демек, ако го нема, значи не постои. Меѓутоа, повеќето од тие текстови го откриваат Светиот Дух. Например, овој текст. Како е можно да се биде едно со Христа и со Отецот? Само како Светиот Дух. Како е можно одеш една друга Христова изјава? Вели, и јас и Отецот ќе дојдеме кај оној што ме љуби мене. Вели, и јас ќе го возлюбам, и Отецот мој го љуби. И јас и Отецот ќе дојдеме и ќе се населиме во него. Значи, Христос и Отецот ќе дојдат и ќе се населат во вас. Како тоа може? Само преку Светиот Дух. Светиот Дух не мора да биде посебно споменат некаде, а да се подразбира дека постои, бидејќи тој е единствениот начин. Тој е единствениот агент, ако така можеме да го наречеме. Преку кого единството, тоа единство за кое што Христос зборува, е можно. Отецот и Синот беа единствени и се, дури кога Синот имаше и човечко тело, и човечка душа, човечка волја. Единствени се, едно се, има исти мисли, исти намери, ист карактер, затоа што имаат исти дух, а тоа е Светиот Дух. Како можеме сите ние различни лица, различни карактери да бидеме едно? Повторно на истиот начин. За какво единство зборува Библијата? Кога зборува за црковно единство, зборува за единство во духот. А тоа подразбира единство во вестината, единство во љубовта, милоста, карактерот и така натаму. Единство во духот, само како Светиот Дух е тоа можно. Сега отвориме во 104-тиот псалм и би сакал да прочитаме, значи, уште неколку места во Стариот Завет, поточно, каде уште во Стариот Завет се споменува посебно Светиот Дух и не само што се споменува, туку се открива неговата сила како Творец, неговата моќ, неговото божество. Во 104-тиот псалм Давид конкретно ги запишал следниве зборови.
Например, нема да читаме се разбере целиот псалм, да почнеме ево од 24 стих, како е поширок контекст. 104 псалм, 24 стих. Колку се многобројни делата Твои, Господи, се си направил премудро, земјата е полна со Твои созданија. Интересно, значи, псалмистот, кога е погледнал природата, тој не видел како Чарлс Дарвин борба за опстанок. Туку видел како Господ се направил премудро, иако овој грешен свет, па заради тоа и борба за опстанок, и смрт, и убиства, и војни, и во животински свет. Сето тоа е заради гревот, сето тоа постои. Но и во вака расипаниот свет се гледа, се уште се гледа, дека Господ се направил премудро. Земјата е полна со Твои созданија. Ете го морето, големо и пространо. Таму се движат безброј лазачи, мали и големи животни. Таму пловат кораби, таму е левијатанот, го знаете, ова живот. Се прават филмови за него и е едно од така да речените изумрени, предисториски животни. Но постоеле во библиски време и змејот, значи и диносаурусот, и левијатанот. Сите тие, вели понатаму псалмистот, сите тие од Тебе чекаат да им дадеш храна на време. Ова е многу интересна мисла, како тоа животните не се ни свесни за Господ. Па и многу човеколики животни денес што постојат не се свесни за Господ. Или барем не сакаат да бидат свесни. Со сила се прават најлуѓи. Како тоа животните од Господа чекаат. Ја може да ми текне како мачката чека. Мачката и сестри. Ке се нацрта, баш за руче, ке се нацрта под масата. И кучка. Да. И кучка да га трече. И чека. Знаат. Меѓутоа, како тоа животните чекаат, како тоа зверовите чекаат. Ја не гледам лавот да, кој ќе огладне да го крене погледот на небото и да нешто да очекува нешто, да му падне храна од озгора. Што видел Давид во природата кога го напишал ова? Сите тие од Тебе чекаат да им дадеш храна на време. Сака да истакне дека животните не се секираат. И дали ќе има јадење утре за утре или кој ќе огладна. Не се грижат, не патат. Не се луѓето. Секој татко ми знаеше Бога да прости често пати знаеше да каже не, дали ќе има ли пензии. Да не секнат пензиите. Ке го вознемени се нека медиумска вест. Не, па шо ќе биде, па дали ќе има пензии. Безпотребно се грижиме. И самиот Христос рече, зашто се грижите воопшто? Погледате ги птиците, врапците. Дали сте вие многу повредни од нив? Но тие, ниту жнеда, ниту се, други збори, тие не се грижат. Тоа е поетата, не е Господ сега да каже, немате да работите. Кој што и лавот не чека, некој да го фрли
коска како домашни милет. Или требопасни говеда и така натаму. Но, не се грижат. Сите тие од тебе чекаат да им дадеш храна на време. И сега вели понатаму 28 стих, им даваш, примаат. Ја отвораш раката своја, се наситуваат со блага. Сега 29 стих. Го одвратиш ли лицето свое, се збунуваат. Видите какви. Како Давид забележал вакви работи? Зашто Давид не ги забележал? Како тоа, кога ќе погледате природата, може да забележите ситуација во која што ако нешто се случува ненормално во животинскиот свет, например, нешто невообичаено, да извлечете заклучок дека тоа се случува затоа што Господ го одвратил своето лице. Со други зборови, затоа што секнува неговата благодат. Имаме такви случаи. И особено во денешниот свет, каде што природата е најрасипана, што човештвото е најрасипано. Во последно време. Значи, јас еднаш видов, не сеќаваме кој канал беше, конкретно, но на еден од тие трите географски канали, зборуваа за еден специјален вид на риби, кој што почнал да изумира драстично во океаните. Заборев како се вика рибите сега, не бе колку битни. Но ово заклучив. Тие имаа способност, значи тие риби имаа способност, конкретни видови, да го осетат присуството на некој грабливец, предатор, што ги јаде нив, со тоа што имале способност да детектираат некоја посебна субстанција и хемикалија што грабливецот, че поголемата риба ја испушта во водата. И со овие други риби ја детектираат таа субстанција, таа хемикалија во водата и од тоа има сигнал дека тука е зверот, односно баба рога, сигнал за бегање таму, на друго место. Што се случува? Заради човечката насипаност, ГМО или било што загаденост на океаните, тој сигнал почнал се пореметил. Кај тој вид на риби се пореметил. Замислите како се пореметил. Наместо тие повторно ја чувствуваат таа хемикалија. Место да бега, таа хемикалија сега нив ги привлекува да одат баш во устата на непријателот, на зверот. Еден пример на нешто што е аномалија во однос на претходниот поредок, кој што со векови и милениуми се поставил во океаните, например. Давид веројатно во свое време забележувал вакви аномалии. Не морал и сигурно не можел да ги објаснува во детали научно, да испитува хемикали и така натаму, но едно знам, кога се случуваат вакви ненормални појави дури во самата природа, тоа е знак дека Господ го одвраќа своето лице. Значи, тоа е знак дека престанува Божјата милост. Особено ние денес тоа можеме многу лесно да разбереме. Го одвраташ лицето свое, се збунува, 29 стих. Им го одземеш ли духот нивен, умираат и во земјата своја се враќаат. И сега што вели 30. Обратниот процес, воскресението. Посебно ми се допълни. Го праќаш ли духот свој? Забележате разликата. Давид не пишува, че кога умираат што? Господ го одзема нивниот дух. Да.
Значи мојот, твојот и така натаму. Како што и Христос се молеше, Оче, во твои раце го предавам духот свој и издивна. Како и Стефан што се помоли, Оче, Господи, во твои раце го предавам духот свој, значи мојот дух и издивна. Но за да воскресне, Господ им го праќа нивниот дух, според безсмртноста на душата. Значи умрел Киро и сега за да воскресне Киро, духот на Киро треба пак да влезе во телото за да воскресне. Не, туку го праќаш духот свој, Божиот дух, за да воскресне. Го одземаш нивниот дух кога умираат, но го праќаш духот свој за да воскресне. Го праќаш духот свој, значи Божиот дух, 30 стих, се создаваат веќе. Што е воскресението? Воскресението не е ништо друго, туку повторно создавање. Понатаму, ти го обновуваш лицето на земјата. И до крајот на псалмот, понатаму го слави и го воспева Господовото величие заради овие негови прекрасни дела. Псалмистот на некој начин ни помогна да разбереме зошто е споменат Светиот Дух уште во вториот стих во Библијата. Зошто е споменат Светиот Дух? Значи, на почетокот, или во почетокот, Бог ги создаде небото и земјата. Вториот стих. Земјата беше неоформена и пуста. Имаше темнина над бездната, че немаше да светлина, се още не. И Божиот дух лептеше над водата. Веднаш ни открива истиот стих, што значи тоа неоформено. Све било вода, цялата планета била вода. Немало копна, но немало ни светлина се още. И зашто е споменат Божиот дух? Зашто Божиот дух сега лепи? Што значи пуста? Нема нито еден жив створ, нито едно живо суштество. Зашто Божиот дух лепдеше над водата? Зашто е споменат воопшто Божиот дух? Што бара Божиот дух во вториот стих? Што е битно да се спомене? Еве, земјата беше неоформена, пуста, и зашто не помине веднаш во описот на создавањето и рече Бог нека биде светлина. Зашто го споменува Божиот дух? Само за да каже дека лебди. Очигледно нема работа. Затоа што Светиот Дух е преку него. Е тој што оживотворува. Затоа што Светиот Дух е тој што оживотворува. Тој е оно што псалмистот го напиша. Кога при воскресението вели, кој што тој го дефинира како повторно создавање, го праќаш духот свој и сега може би некои преводи велат тие оживуваат, мислам дека некои преводи така пишуваат. Меѓутоа, ова е прецизниот збор. Повторно се создаваат. Создавањето кое што предстои, сиот опис на создавање кој што предстои во првата глава, не може да се случи без Божиот дух. Божиот дух мора да биде присутен, како што и Синот е присутен тука, како што и Отецот е присутен. Не може нито еден од нив да фали. Не може да фали нито Светиот Дух. Толку е битен Светиот Дух, што се споменува во вториот стих, пред да се опишува било кое создавање. Уште пред создавањето на светлината неопходна за животот на првите живи створени, растенијата, например. Светиот Дух е споменат, бидејќи без него ни тоа не може да се случи. Во целиот Стар Завет Светиот Дух се споменува во многу чудни, неочекувани и невообичаени, дури за мене воодушевувачки контексти.
Ние вероятно заради Новиот Завет, па и заради нешто лично искуство, кое што може да биде само новозаветно во ово време во кое што сме се родили и живеем. И затоа што Новиот Завет го нагласува тоа посебно. Светиот Дух вообичаено го врзуваме само со духовноста, со светоста, со праведноста, значи со духовната сила. Кога почувавме за посветувањето на Саула, кој што за жал не остана трајно искуство негово, туку сепак човекот го избра древот и наетот образата да останат трајни печат на неговиот карактер и го загубил вечен живот. Но во Стариот Завет тоа беше едно прекрасно искуство. Значи, посветувањето на Саула дојде до степен на пророчки дар, замислите. Нешто што никој од нас го нема како искуство. Иако сме доживеали и посветување, и оправдување, и радост, и љубов, и среќа, и промена на карактер. Знаеме дека постои Светиот Дух. Сме го доживеали, сме го искусили. Меѓутоа до степен на пророчки дар никој од нас. Барем тука што сме. Саул и тоа го доживеал. И тоа вака, како што е опишано, како што беше опишано, многу личи на новозаветно искуство. Меѓутоа, Светиот Дух во Стариот Завет споменува и во контексти, во животни ситуации кои што немаат толку врска со карактерот и посветувањето. Замете го примерот на Самсон. И за Самсон е напишано. И ќе говорим малку повеќе на таа тема, кога не послучиот изгледа следната сабота. Дека од кога ќе биде исполнет Самсон со Духот Божи. Исто како и за Јован Крстител, исто како и за Исус. За Самсона било речено дека ќе биде исполнет од Духот Свети, со Духот Свети, уште од утробата на својата мајка. Замислите. И што сега очекуваме, читајќи со новозаветни очи таков еден говор на ангелот, што очекуваме дека ќе се роди светец во Израел. Меѓутоа не гледаме светец дека се роди. Светиот Дух, тоа многу ме воодушеви мене, кога првпат размислав за ова. Светиот Дух на Самсона не му бил даден за да биде светец. Светиот Дух му бил даден за воени цели. Светиот Дух му бил даден за да ги испотепа непријателите на Израел во тоа време. Без Светиот Дух ништо од тоа не можел да направи. Ниту илјадници филистејци да испотепа сам, ниту да ја откорне градската капија на Газа, знаете какви се античките градски капии. Елена Вајд пише од големата борба за Ерусалимската капија при освојувањето на Ерусалим од страна на римските легии. Вика, градската капија, ако се сеќавам, мислам беше речено дека ниту 20 силни возрастни мажи одвај можеа да ја отворат или да ја затворат. По некоја Божие чудо сама се отворила среден полнок, дори да им олесни работа на римските војници. Само со Светиот Дух Самсон ги правил тие чуда. Ако се сеќавате во Захарија, Господ ве ги вели на израелците не со сила, се мисли човечка, па и човечка технологија била. Ниту со крепост, значи повторно човечка технологија. Туку со што? Со Духот мој, вели Господ Саваот. Во кој контекст да кажаме тие зборови? Што проблем има тогаш израелците? Зошто им беше потребно вакво охрабрување до нив преку пророкот Захарија?
Тогаш се градеше Јерусалим. Тогаш се градеше храмот, повторно. И имаше многу непријатели. Меѓу нив и персискиот гувернер Самбалат, што беше голем непријател и на Немија, и на евреите. Дури издействува закони да се забрани изградбата на градот. Па беше застој, голем застој, неколку децении, додека повторно не продолжи. Евреите после вавилонското робство има една цел, да го изградат повторно градот, а и храмот го изградува некако. И тој храм, како што беше на почеток, немаше кој знае што, дури подоцна во римско време ќе стане повторно една славна и украсена градба на земјата. Но градот, самиот ангел прорече преку Данијел, улиците, ѕидовите ќе се градат во тие 7 седмици од вкупно 70 проречени, во тешки денови, во тешко време ќе се градат. Тоа било тешко искуство. Малку евреи се вратиле од Вавилон. И тие малку што се вратиле се чувствуваа слаби, немокни, а имаа пред себе проект да го обнова, да го изградат повторно градот. Значи, тука има работа, тука се потребни пари, улици, ѕидови. Тука има работа. А згоре на све и непријатели кои што гледаат тоа да го саботираат, да го спречат, да го омаловажат. И мнози да беа безхрабри, разочарани. Малак се. И Господ вели, не со сила, не со крепост, со Духот Божи. Со Духот Свети да се изгради градот. Со Духот Свети да се бијат битките Господови во Стариот Завет. Со Духот Свети се создаваат битијата. Уште на почетокот. Со Духот Свети се воскреснува нешто што е умрено. Или некој што е умрен. Све со Духот Свети. И оно најважно да се разбере со Духот Свети посветување на карактерот. Без Светиот Дух не може ниту да се диши. Затоа без Христа никој човек не може да прави ништо на земја. Затоа што апостол Павле им каже на атињаните тогаш, што и тоа се правило многу паметни. Не паметни луѓе на планета. Грчки филозофи. Тој цитираше еден имен поет кој што напишал во него, се мисли во Бога, апостол Павле мисли на Творецот. Во него живееме, се движиме и сме. И на крај само за денес. Што мислите? Мислам дека еднаш го поставив прашање и порано. Зошто зборот воздух е така составен, значи да има врска со зборот дух? Или пневматика, например. Што изучува пневматика? Изучува гасови. Воздух. И секоја технологија поврзана со воздух. А што значи пневмо? Дух. Зошто воздухот потекнува од зборот дух?
Зашто дишењето, инспирација, респирација, има врска со зборот спирит, дух. Одговорот сам по себе се наметнува. Затоа што без Господовиот дух не можеме ниту да дишиме. Дишењето е функција на духот. Тоа е нашиот дух, меѓутоа е нашиот дух. Не може ништо да направи без Божиот дух. Затоа во него се движиме, постоиме и сме, дишеме. Затоа Јов напишал додека е Духот Божи во моите носалки. Додека живеам, додека е Божиот дух во мојот нос, со други зборови, додека дишам. Бидејќи за да дишам, зависам од Светиот Дух. За сите, за најосновните функции на живите суштества, зависиме од Светиот Дух. Без Божиот дух